За младата Фросина Кулавкова ќе сведочат нејзините модни и дизајнерски креации. На своите 22 години стана прототип за воспитани деца, што самостојно го врват својот пат кон иднината. Наспроти неа е живиот Васил Јованов, како дел од разулавлената, агресивна, размазена генерација на деца. Тие се без домашно воспитување и дисциплина и ред, синоним за атрофирано општество. За судството пак се е кажано. Но што е со македонската армија, во која е таткото на убиецот, офицер, што туку унапреден во чин полковник? Ако тој не успел ни синот да го тури во ред, како ли ги подучува војниците на дисциплина и лојалност? Под наплив на емоции за Фросина, Раде Шербеджија, за неа ќе испее Елена Моме. Моите вечерашни гости ги прашав. Зошто сме толку брутално, социјално отугени, безчувствителни? Дали тоа влезе кај нас или ние го однесовме во светот што не обкружува? Предпоставам дека веста за трагичната сообраќајна несреќа во која загина младата Фросина ја прочитавте во Соединетите Американски држави. И најчесто кај нас се зборува дека главниот проблем се институционалните неправилности, потврлањето на состојбите од аспект на неказнивост, корупција. Мислам дека сите ние имаме едно чувство, дека има многу неправда. И секојдневно се соочуваме со многу неправда. И треба многу убаво да се запрашаме зашто е тоа така и зашто се толерира таа неправда до таа мера. И како ние се соочуваме со таа неправда и како реагираме на таа неправда. Така да мислам дека тоа е разговор што секој треба прво сам со себе да го има, а потоа да видиме и заедно кој е нашиот однос према неправдата. Која беше вашата првична реакција после онаа голема несреќа со загинувањето на младата Фросина, прегазувајќи ја на пешачки премин, исто така младо момче кое веројатно е залутано во ова општество на изгубени вредности, декаденција? Секогаш чувствувам грудка на бес и тага кога зборувам на оваа тема, бидејќи во оваа известна трагедија, која што никој од нас не остави рамнодушен, сметам дека има двајца убијци. На едниот му го знаем името, презимето, а вториот е корупцијата, корупцијата е таа која што ја уби нејзе, бидејќи доколку ние би имале функционален систем, он немаше да си дозволи да вози без возачка дозвола во алкохолизирана состојба. Прочитав еден статус од актерката Весна Петрушевска која пишува: Васил ќе одлежи казна и пак ќе биде бандит, но Фросина нема кој да биде дел од светот за кој сонувала. Апсолутно се согласувам. И тоа е тоа сега што се почувствува на последниот протест, а потреба за промена и таа потреба за правда. И мислам дека на крај таа омраза и тој бес што некако не солидаризираше сите нас, ќе можеме да истераме и да направиме еден функционален систем каде што едноставно повеќе нема да се случува. Мислите ли дека овој глас на граѓанството, било да е во Србија, било да е на некоја од нашите поранешни југословенски републики, допира до креаторите на политиките? Не знам. У сваком случају, јас сам увек на страни оnih кои питају, кои се питају и кои на неки начин протестирају. Затоа што е у бити сваког уметника да буде, како каже Крлежа, у неку руку дисидент, па и
čak i defetist u odnosu na državu i institucije, na naciju i autoritete. On je razmetni sin koji se vraća svom očinskom ognjištu samo da bi mogao ponovo od njega otići. Negacija je njegov familijarni oblik prihvatanja svijeta. To je bit umjetnosti i svakog umjetnika. Biti kritičan, promatrati svijet, davati svoje mišljenje, željeti napraviti bolje stvari za sve nas, za ljude koji živimo u ovom svijetu. I u tom smislu ova mladost koja protestira danas je u pravu. Svaka mladost je uvijek u pravu. Čak onda kad je u krivu, više u pravu nego oni koji misle da su u pravu. Tako da ja svim srcem navijam za te mlade ljude, a oni to čine na jedan dostojanstven način, sjajan. I ja sve svoje koncerte od tog časa kad je ovo krenulo u Novom Sadu posvećujem njima. Mnogo интересира да погледнат филмови кои не се вклопуваат во таа, да кажам, матрица на американски филм. И сето тоа мислам дека го прави DJ Ахмет возбудлив за американската публика. На што се должи апатичноста, безперспективноста? Пред се на разочарување. Дали има една нова жабокречина во која подземјето на или баш и возлукот доминираат? Не сум сигурна дали е нова. Значи ги имаме луѓето, ги имаме талентот, оној кој се уште е останат и не е пребеган во Србија, каде што голем дел наши професионалци веќе наоѓаат спас. Јас тој кастинг сум го добила затоа што некој во мене го видел талентот. Некој го видел тоа што му треба и тоа што го бара. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. Kad jednom nakratko izgubiš domovinu koju si zvao svojom domovinom, postaneš stranac u svijetu. I te oluje su sve jače i jače, i te vrućine su sve žešće i žešće, i ti ratovi su sve gori i gori. Jednostavno, kao da ljudi gube tlo pod nogama. Прв долгометражен филм и веднаш голем успех на филмот DJ Ахмет на режисерот и сценарист Георги Унковски, кој освои 2 награди на годинашното издание на Интернационалниот фестивал за независен филм Санденс, основано од актерот и режисер Роберт Редфорд. Првата награда од публиката во првата програма Светски филм и специјална награда од жирито за креативна визија. Филмот го следи созревањето на 15-годишниот Ахмет, кој останува без мајка и се судира со традиционалните вредности на неговата јурачка заедница, но тука и неговата прва љубов за која се бори зашто е ветена на друг. По светската премиера на Санденс, Холивуд Репортер го пиша DJ Ахмет како инспиративна приказна за созревањето, а Скринархи го пофали како солидно деби на Георги Унковски. Добре дојдовте во емисијата. Хвала на пока. Господин Унковски, најпрво честитки за наградата. Хвала. Предпоставам дека во најмала рака не сте очекувале вакво признание уште од самиот старт. Да, мислам, голем шок беше, да кажам, а посебно не очекувавме 2 награди. Така. Од каде лајф мотивот за DJ Ахмет? Па, ја имам една фасцинација со јуруците која трае подолго време. Воедно една од главните теми на филмот и нешто што многу ме интересира е еден контраст меѓу модерното и традиционалното, што ептен постои на овие простори, а посебно е нагласено во јуручките заедници. Голема инспирација е еден документарен филм Девојчето и тутунот од режисерката Билјана Гарванлиева. И нормално фасцинацијата со селата и со ликовите кои ги запознавме во подготовките на филмот. Во филмот DJ Ахмет има спој на драма и комедија. Каков овој микс успеавте да го направите, имајќи во предвид дека станува за македонско
користење на македонскиот и турскиот јазик. Да, филмот е пред се на турски јазик, за да се долови таа автентичност кај јуруците мораше да биде, мислам таа приказна не може да биде на друг јазик. Тука пред се фокусот беше на што поавтентично да го доловиме животот на Ахмет, кој е јурук од селото Аликоч. И така мислам дека на крај успеавме да го направиме тоа. Диџеј Ахмет е испреплетен со различни нации, јазик, култура. Како успеавте овој спој да го направите? Да, и да се надоврзам на драмата и комедијата, значи тој микс на жанрови мене многу ми се допаѓа. Мислам дека и во животот драмата и комедијата често се испреплетуваат. Мислам дека Македонија е едно поднебје кој е мешавина на многу култури, на многу јазици, на многу народи, така да мислам дека од тој аспект филмот покажува, односно долова една од тие култури во Македонија, која е автентична за Балканот и за Македонија. Сцени се снимани на филмот Диџеј Ахмет и во Радовиш. Како таа комедија, тој хумор беше примен во Соединетите Американски држави? Да, мене ми е тоа, да кажам, најдраго, односно го сметам за најголем успех што хуморот од Аликоч успеа да се пренесе во Јута и во Америка и имавме смеење од преполни сали, така да мислам дека тоа е најголемиот успех за мене лично, што успеавме да раскажеме нешто на универзален начин. Многу од критиките на филмот особено ставаат акцент на квалитетот на аматерската глума. Колку едноставно или можеби тешко да се работи со актери аматери? Аматерите, односно, дури не ми доаѓа да ги кажам дека се аматери, бидејќи го носат цел филм на своите рамења. Меѓутоа, Ариф, Агуш и Дора, трите ликови кои се првпат пред камера, носат со себе една таква автентичност и природност, што тоа е, да кажам, предноста кога се работи со луѓе што се од местото, да кажеме, или од околината каде што се снима филмот. Herkes seni görecek. Düğün değil, iptal et. Кога се работи со глумец, процесот е многу друг и нормално дека има некои потешкоти кога се работи со луѓе кои немаат искуство, меѓутоа и самите тие носат нешто плюс, така да има некој баланс во работата со нив. Сепак би сакал да ги пофалам децата како врдни професионалци. Морам да кажам дека имавме исклучителна среќа што успеавме да работиме токму со нив. Пред 6 години македонската кинематографија остави силен впечаток со Медена земја на тандемот Стефанов Котевска и тогаш приказната за Атиџе, последната жена го собираше медот од диви пчели. Зошто овие интимни погледи, контрадицијата се толку привлечни за филмските автори во САД? Па мислам дека американската публика е навикната на некои шаблони, да кажеме, односно е бомбардирана со одредени типови на филмови, така да онаа публика, посебно таа што доаѓа на Санденс да погледне независен филм, многу е заинтересирана за културите од светот, многу е интересира да погледнат филмови кои не се вклопуваат во таа, да кажем, матрица на американски филм и сето тоа мислам дека го прави Диџеј Ахмет возбудлив за американската публика. Предвидувате долг меѓународен живот на вашиот Диџеј Ахмет. Кога може да се очекува филмот да влезе во македонските кина? Па се надеваме што побрзо. Имаме некои обврски во однос на европска премиера и одредени фестивали каде што мора да игра филмот. Меѓутоа јас би сакал што побрзо да заигра во кино и да доживеа македонска премиера. Следите трин гостин во емисијата Ѓорги Унковски, режисер на филмот Диџеј Ахмет, кој е филм кој освои 2 награди во Соединетите Американски држави. Господин Унковски, вкупниот годишен буџет за филмска индустрија вреди околу или само за еден филм околу 3% се издвојува во Македонија за филм. Да, дури 3% звучи премногу, не сум сигурен дека е 3. А знам дека буџетот моментално е помеѓу 2 и 3
милиони евра. Мислам се, ќе ме коригирате ако грешам, што вклучува и филмови и филмски фестивали во Република Македонија. Мислам дека тој буџет е многу мал за една земја како Македонија. Мислам дека имаме капацитет да произведуваме многу повеќе филмови, многу повеќе серии, кои серии речиси не се произведуваат во Македонија со неколку исклучоци. Така да мислам дека значи ги имаме луѓето, ги имаме талентот, оној кој се уште е останат и не е пребеган во Србија, каде што голем дел наши професионалци веќе наоѓаат спас. Така да мислам дека имаме капацитет, имаме луѓе, имаме талент, можеме да покажеме многу повеќе од тоа што го покажуваме и се надевам дека ќе се зголеми буџетот и ќе се поддржи уметноста. Зошто толку малку се издвојуваат финансиски средства за културата и пред се за филм? Не знам, тоа е многу добро прашање, не ми е јасно. Мислам дека во моменти на криза културата има најголема важност, така да не ми е логично дека буџетите за култура се намалуваат поради криза, така да мислам дека дури во тие моменти треба да растат тие буџети, бидејќи културата не е луксус, него е нешто нужно за човечкото преживување. Како ви наликува оваа бунтовност, особено кај младите? Па мислам, мене секогаш ми се допаѓа бунтовноста. Мислам дека младината секогаш треба да биде бунтовна. Мислам дека тоа е еден од аспектите на младоста. Да се биде бунтовен и најчесто младите знаат да не разбудат и да ги разбудат по старите малку повеќе да согледаат некои работи, така да апсолутно ги поддржам. Малку ќе ве навратам во минатото, односно пред неколку години, по убиството на Мартин Нешковски во 2011 година. Започнаа протестите, подосна прерасна во движење под името Протестира. Во 2016 година еволуираше во така наречена шарена револуција. Колку денешната гласност на граѓанството, гневот, може да изврши притисок за поголем институционален ангажман? Мене ми е страв дека сега сме доведени на ситуација на апатија. Бидејќи луѓето се многу разочарани генерално од тоа што нема некои, да кажеме, конкретни предвижувања. Така да апатијата е многу опасна, мислам, и дека мораме некако да се соочиме со таа апатија, односно да излеземе од таа апатија и да имаме проактивен пристап. На што се должи апатичноста, безперспективноста? Па апатијата, да, не знам на што се должи, мислам дека се должи пред се на разочарување, така, на верба, на изневерување на одредени, да кажам, надежи. И тоа кога се случува на почесто, што во Македонија мислам дека често се случува, посебно кај младите луѓе, мислам дека тоа води до една апатија каде што веќе дури и надежта се чини како луксус. Ако надежта последна умира, оно што можем да забележим што кај нас не се заминува во странство само поради, не знам, ниските плати. Јас, например, познавам многу млади кои биле релативно добро ситуирани дома во Македонија, па сепак се одлучиле да се иселат од државата. Да, мислам чувството за неправда што го зборувавме и чувството дека еден човек не е ценат во својата околина, мислам дека се многу големи фактори од финансиските примања, иако и тоа игра улога, сигурно. Меѓутоа, мислам дека ако не можеме ние да се цениме едни со други, ако не можеме да го цениме оно што е квалитетно, дека тоа е, да кажам, главната мотивација за многу млади луѓе да излезат од државата. Дали кај нас превладува себичноста, егоцентризмот? Па не би сакал да кажам дека да, меѓутоа сигурно е фактор и мислам дека она што мораме да научиме е да се радуваме на тугиот успех. Тоа е, мислам, една човечка карактеристика што спојува, не разделува и мислам дека треба да го смениме пристапот, бидејќи навистина сме мал број на луѓе. Така. Мора да може да се сложиме за некои основни работи. А тоа е дека поддржуваме квалитет, се радуваме на меѓусебниот успех и одиме напред.
Почнавме со филмот DJ Ахмет, со кој освоите 2 награди, завршуваме со филм. Во каков филм живееме? Па трагикомедија, најверојатно, да. Да, трагикомедија. Бидејќи научени сме да најдеме хумор во тоа што не потиштува, научени сме да преживееме, научени сме да истрпиме, така да сите тие работи кога ќе се спојат, мислам дека една трагикомедија, иако трагедијата, да кажам, се дефинира по крајот на драмата, се надевам дека нема да доживееме крај, него дека ќе имаме некој нов почеток, да кажам, што може и ќе го смени жанрот. Благодарам за гостувањето и разговорот. Фала има. Ѓорги Унковски, режисер на DJ Ахмет. Се сеќавам дека светот застана за 5 минути во мојот живот. Ми требаше едно време да сватам дека јас тој кастинг сум го добила затоа што некој во мене го видел талентот. Некој го видел тоа што му треба и тоа што го бара. И затоа сега кажувам дека ме фаќа инеја, затоа што конечно почнувам да верувам во оваа макотрпна борба и оваа макотрпно патешествие кое што го одам веќе 8 години. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. To je jedna opasnost, jer svaki onaj čovjek koji, pa i najgori, za kog mislimo da je najgori zločinac u jednom trenutku, se promišlja da li je ovo dobro što činim. A lutak, kameni ili željezni, neće razmišljati o tome.